Мерките за заштита од ценовни шокови истекуваат за 6 дена, а планови за нови владата се уште нема и покресите окажувања дека на повидок е нов удар. Експертите посочуваат дека првиот фокус мора да биде на амортизирање на ценовните шокови, а мерката како намалување на ДДВ-то треба да продолжи. Според познавачите, треба и да се креираат програми кои ќе им помогнат на социјалните категории. Добро, треба економските политики да бидат насочени во две насоки, насредени на краток рок. Значи, првиот фокус на креаторите на економските политики треба да биде амортизирање на негативните ефекти од ценовните шокови и зачувување колку толку на животниот стандард и на куповната моќ на граѓаните. И во овој контекст мислам дека онаа мерка за намалување на ДДВ-то треба да продолжи, понатаму треба да се креираат нови социјални програми за ранливите категории на граѓани, особено во делот на покривање на шоковите од зголемување на цената на енергенсите. Најавите беа дека откако ќе се дознае колкава е сумата која со ребалансот се обезбедува за помош на граѓаните, ќе знаеме какви се мерките кои ќе следат. Дали ќе бидат доволни 76 милиони за сега е тешко да се каже, велат експертите. Лазаров посочува дека рекордниот дефицит во проектираниот ребаланс е можно да предизвика потешкоти за нови мерки понатаму. Видете, многу е тешко во оваа фаза да се предвиди со оглед на фактот што се уште не знаеме какви ќе бидат и колку ќе бидат тие ценовни шокови. Како што видовме со овој предлог, ребаланс на буџетот предвидува рекорден буџетски дефицит од 700 милиони евра или 5,4% од бруто домашниот производ, што може да наруши ликвидноста на фискалната ликвидност, односно фискалната консолидација на земјата во периодот кој што ќе следи понатаму. Тоа е многу важно, бидејќи ако не се задржи таа фискална кондиција на државата и ако се искористи целиот фискален простор, понатаму маневарот за потикнување на идниот развој на македонската економија би бил сериозно ограничен. Владата досега, освен уверувања дека се грижи за граѓаните и дека нема место за паника, не покажа конкретни чекори. Министерот Бесимир пак во колумна се обрати дека во случај на потреба била проектирана соодветна резерва за нов пакет на мерки. Поддршка на економската активност имаме и преку капиталните расходи, кои се на највисоко ниво досега. Во случај на потреба имаме проектирано соодветна ревизија, која ќе ја искористиме за нов пакет на мерки. Инаку, укинувањето на ДДВ-то и ограничувањето на трговската маржа на 5 и 10% беа воведени како мерки за ублажување на ценовните шокови, предизвикани од енергетската и руско-украинската криза.